Реконструкција на владата на поведок ке се мери кој колку сработил, а кој само зафатил простор. Премиерот најавува чистка ако одредени кадри немале доволни резултати. Пораката е јасна. Нема место за слаб учинок. Мицкоски вели дека се работи под притисок и во тешки услови. Но тоа, според него, не е оправдување за слаб резултат. Иако, како што нагласува, владата не ветувала чуда, тој сепак очекува максимум од секој поединец. Признава дека кај дел од кадрите има дилема и задршка и дека тие веќе се опоменати. Пораката што ја испрати првиот човек на владата е директна. Оваа генерација, како што веле, нема право на втора шанса. Нема време за импровизации, ниту за репризи. Очекува офанзивна работа и испорачени резултати, дури и по цена на значително поголем ангажман од вообичаеното. Мицкоски предупредува дека мора да се стави и акцент на односот кон граѓаните, односно функционерите мора да бидат достапни, да комуницираат и да не остават впечаток на оддалеченост и надменост. Премиерот потврдува дека има конкретни забелешки, не само за министри, туку и за поширокиот круг на институции. Не сме разговарале, бидејќи и коалицијските партнери, но и ВМРО-ДПМН имат внатрешни прегрупирања и реструктурирања. Јас очекувам во мај-јуни месец да се седне и да се поразговара и апсолутно да ќе поразговараме отворено на сите теми, кои од кадрите потврлија, кои од кадрите не потврлија, кои треба да се променат, кои не треба да се променат, кои треба да ротираат, кои портфолија треба да ротираат и така натаму. До тогаш пораката останува иста. Резултатите ќе бидат главниот критериум. Според најавите, реконструкцијата се очекува во мај или јуни по внатрешните консултации во владеачката партија и коалицијските партнери. Намаса, како што најавува премиерот, ќе се отвори целосна анализа. Кој спорачал, кој потврдил и каде се потребни промени или ротации. Не се исклучуваат ниту пошироки зафати. Освен замени на министри, можно е да има и прераспределба на ресори, како и промени на раководствата на институции што се под владата.